Добро вечер и добро ни дојдовте во вечерашното издание на емисијата Туна. Срамот е емоција која често е присутна, но главно е прикриена, бидејќи најчесто се срамиме од сопствениот срам. Чувството на срам може да биде во една интересна комбинација или најчесто оди во таа комбинација со чувството на вина, а најчесто таа комбинација имаме кога ние сме или некој од нашите најблиски е можеби со некаков хендикеп и тоа не прави поразлични од средината или можеби живееме во некаква средина или во некаква животна ситуација која не прави поразлични од останатите, а ние се чувствуваме помалку вредни. Токму на оваа тема за срамот вечерва, низ лично доживување на истиот и малку од развир научен аспект зборуваме со нашите вечерашни гости. Ќе го поканам прв Дарко Анастасов. Добро вечер и добро ни дојдовте. Благодарам за вечерашното гостување, повелете. Споменав дека срамот е чувство кое го имаме како емоција, речиси и сите ние, помалку или повеќе истакнат. Вие со истото чувство се соочивте на еден малку специфичен начин или истото го преживеавте малку по-специфично, ќе речеме од призма на едно семејно доживување, бидејќи вашето дете е глуво. Добро вечер најнапред. Прво, нели, ние имавме тоа во семејство, што ни се случува. Се случува од едно оштетување на слухот. На негова возраст? Негде околу 7-та година, 6-та-7 година, од една најобична температура која можела да биде дури 38 степени, која не мора да биде приметена од наша страна, него со некоја аномалија во третиот крајник кој удира на нервот и се случува тоа оштетување. До тогаш немаше момчето никакви проблеми? Никакви проблеми. Нели, видовме што е работава и почнуваат тука и првите проблеми. Проблемите први беа на училиште. Значи не може да ги изговара буквите кои не ги слуша како што треба. Не може да напише убаво. И сега имаше еден момент. Што да правиме? Како да правиме? Нели, со хендикепот мора да се живее и мора да се носиме. Нема порази во животот, има само победи. Станување пак, дигање пак. Значи, отидовме ги, нели, после сите медицински прегледи, сите работи, користевме ортопедски помагала, кој ден денеска ги користиме и... 100% още ден слухот? Не. 70 на 67-66%, но доволно, знаете. Значи, тука го пребродивме тоа и сега функционира безпрекорно. Имавте, предпоставам дека ќе се соочите во прво време, нели, кога ви беше поставена, веројатно, диагнозата и кажано зашто се работи или какво оштетување има кај момчето, со оној шок и себе обвинување дека можеби нешто не сте направиле вие како што треба или дека можеби вината е токму кај вас, нели обично тие првични моменти кога нешто доживуваме како шок, се потоа веднаш со себе обвинување или обвинување на најблиските дека сме виновни за ситуацијата во која сме најдени. Потоа и ни за други проблеми или депресија, состојба на депресија и така натаму. Па видите, тоа може да негдека стоело внатре, но едноставно немаше време. Него требаше да се реагира. Да се делува, да се реагира. Да се реагира брзо и тоа све да се заборави. Значи, тоа се случило, тоа е готово. Нема враќање назад. Идеме напред, мора само напред да се гледа, мора да се работи, мора да се помогне. Да, секој често поприлично, значи брзо сте го надминале. Луѓе знаат да паднат во длабока бездна кога ќе се најдат во ваква животна состојба или слична на истата. Па знаат, ама нема резултат од тоа. Потоа кои чекори ги превземавте? Во училиште ги известивте? Да, известив. Училиште, значи, он си функционираше безпрекорно кога почна да ги користи помагалата, ортопедските помагала, нели. Јас не бев со нив, беше мајка му и горе заедно беа да го земат првото апаратче. И имаше еден многу интересен момент, нели, кога излегол на улица со апаратчето, првото прашање беше: мамо, дали ти секојаш си ги слушала автобусите? Знаете, и тука ние што го немаме тој проблем, можеме да видиме колку е тој проблем голем. И, значи, можеше да се случи да детето почне да се оттуѓува, да се затвора во себе, да не ги да комуницира со другите.
нели доаѓа пубертетот. Имавте проблем во објаснување на средината и оние најранливи моменти и состојби кои се објаснување на неговите блиски, другарчињата, со оние кои се сретнува секојдневно на улица, дека практично ова е една нова состојба во која се наоѓа. Не е ништо страшно или не го прави ништо посебно различен, но има една нова состојба само во неговиот живот од сега понатаму. Па најверојатно нели другарчињата приметија дека од тој момент кога почна да ги користи тие апаратчиња дека функционира многу подобро. Едно време нели се носеше малце подолга коса, тоа да се покрие, да се сокрие, да не се. И еден ден дојдам јас од работа дома, гледам он си шишал скроз кратко. А сине апаратчињата, ајде, вика јас функционирам со нив безпрекорно и мене ништо не ми смета. Имавте потреба да работите, да барате стручна помош со некого во периодот на, пак ќе речем, привикнување на вашата нова семејна состојба? Па не едноставно, нели... Или како го надминавте целиот тој процес? Едноставно, воопшто не го ни коментирав. Не го гледавме да го ставиме негде позади, дека тоа не е проблем. Дека е тоа веќе завршена работа. Да. Нели, тука се помагалата, кои користат многу за тоа, тука нема веќе проблем. Него сега треба само да се гледа напред. Во кои моменти најмногу почувствувавте срам? Посебно можеби на почетокот. Ви се јави ли тоа чувство на срам од таа состојба? Па, видите, срам. Дали се јави чувство? Не знам, знаете, во одредени состојби подсвесно сите, нели кога е нешто што пак ќе речем не прави поразлични или е нешто на што можеби луѓето гледаат така со чудење. Најчесто нели кога се вакви состојби слични на овие, ние длабоко во нас се бориме со тој момент на нели како сето тоа го презентираме и како тоа го прикажеме и можеби полесно ние да не се соочиме со таквата состојба, туку сето тоа да го прикриеме и тука веќе се чини дека победува чувството на срамот. Па видите, ви кажам, јас нели пошто сум бидејќи сум во контакт со глувите и наглувите, со тренер, координатор на македонскиот олимписки тим на глуви и наглуви. И сега се случува да има еден момент кога наглувите учат во редовните училишта. Значи за нив нема проблем, тоа е некое оштетување кое е некој процент и они може да функционираат добро. Но не можам да ги разберам родителите на тие деца кои не сакаат да го признаат тоа и ги кријат. Се срамат од нив. Не знаат каква штета им прават. Значи не треба да се срамат, треба да се излезе и да се помогне на детето. Имам слушнато од доста доктори дека дури некои едноставно земаат погрешни апаратчиња само ради тоа да не се приметува. Аха. Значи каде што уште поголема штета се прави. Штета се прави. Вие по оваа новонастаната состојба одлучивте да се вклучите и превземете активности од типот на она што сега го правите или како што споминавте, еве, сте дел од целата таа организација на луѓе кои се со оштетен слух, а сакаат да спортуваат и тоа како. Тоа е еден новитет овде ми се чини кај нас од пред извесно време. Па не, тоа е нели Националната спортска федерација за спорт на глуви постои веќе многу години, но ние превземавме неколку тренери, дојдовме јас, Маријан Соколовски исто со нови спортови воведовме. Јас сум тренер по бадминтон, Маријан Соколовски тренер по пливање. Ете на последните олимписки игри во Софија летово што се одржа. Андреј Стојановски освои 4-то место на олимписките игри. Медалот ни побегна за многу малку. Горац го имаше својот прв настап на така големо такмичење, заврши на 33-то место. Беа приметени од спортските работници од целиот свет затоа што се млади, видео дека работиме со млади деца. Така таму ни е таргетот. И едноставно сакаме да покажеме дека и тие се многу добри спортисти. Да, ништо не ги прави, да. Ништо не ги става прави. настрана или... Значи, нели, дека нема граница. Нема предрасуди. Тоа е само во нечии мисли. Они се спремни и можат и ќе докажат и ќе покажат и ќе донесат медали еден ден. Ќе ве чекаме. Останувате овде со нас, продолжуваме ние со разговорот токму на оваа тема како што споминавме срамот. Тоа за неа ќе ни се придружи или за истата ќе зборуваме и со следната наша гостинка, ќе ја поканам Викторија Волак. Беше така, да, че не толку често специфично презиме.
Добро вечер. Повелете. Интересно презимето. Ово од сопругот Викторија? Да. Презимето добро. Вие сте дефектолог по професија. Работите со луѓе кои се глуви, односно тоа е категоријата деца, млади, и се и се една интересна категорија да се работи со нив. Веќе долги години низа. Работите со овие деца. 14 години веќе имам работен стаж во средното училиште Партенија Зографски, каде што се образуваат младинци со оштетен слух. Од ова долгогодишно искуство, каде ви се чини дека е најголемиот проблем кога се јавува тоа чувство на срам, посебно кај овие луѓе или оваа категорија на луѓе со оштетен слух? Така. Па, прво чувствувам дека како и ке сите млади, или формирањето слика за себе, начинот на кој се однесувам, изгледам, облекувам и така натаму, и таа формирање на слика за себе, кога ќе се соочат со нешто што они не се задоволни според своите критериуми, знаат да се засрамат. Како и секој друг тинејџер, адолесцент. Значи, тоа не е сосема нормални фази на чувство на срам, но кај нас има и уште еден дополнително момент, значи дополнително чувство на срам, кој доаѓа, да речам, од нивното оштетување на слухот, развојот на говорот, нели начинот на кој ни имаат на комуникација, и тука веќе зборуваме за уште еден момент кој предизвикува чувство на срам кај овие млади лица. Се работите или на оваа проблематика? Бидејќи едно е секојдневието и сите оние вие кои ги поминувате сати со нив во рамките на она што го правите како образование, но ова е стварно една ми се чини алка која е многу важна во тој развој, да непречено си функционираат во секојдневието. Да, работиме со нив, значи во сите можни форми. Претежно е тоа разговор, бидејќи се тоа веќе интимни нели моменти кога пробуваме да добиеме информација од некој дете, зошто, како, нели во некој момент се почувствува засрамено. Претежно, значи, кај сите деца различно е. Како и кај секој човек, таа чувство на срам е различен, нели, интензитетот и нели која постапка предизвикала такво чувство на срам. Децава претежно, значи, која се наоѓаат во средина, која е за нив, да речеме, нормална, бидејќи сите знаат дека се они глуви лица, дека така се однесуваат, така комуницираат со знаковен јазик, се чувствуваат сосема слободно. Чувството за срам исчезнува. Збориме за вакво чувство на срам. Значи, сосема исчезнува. Значи, сосема се нормални и оние чувства што ги имаат на срам за собственото изглед, нели, како тинејџер, е вообичаено. Но кога ќе се најдат во некоја средина, особено во средина каде што нема некој да им подпомогне, го добиваат тоа чувство на срам и знаат да ни го раскажат. И ние да разговараме на таа тема. Значи, претежно кој ќе се најде во средина каде што некој не ги разбира, или каде што они се наоѓаат во средина група на младинци, они се разговарат, нашиот јазик е визуелен. Многу луѓе од љубопитност, да речеме, ќе ги гледа постојано и они тогаш знаат да се засрамат, да речат, еве, некој не гледа, ајде да не предизвикуваме некој нели внимание, така да имаат такви проблеми, особено во средини каде што нели никој не ги познава и каде што они не можат да остварат некое сопствено право, дали е тоа купување, дали е да постават прашања и така натаму. Така да постои тоа чувство на срам, но разговорите со нас се обидуваме да го надминеме тоа. Се обидуваме кога ќе имаат потреба да отидат негде, нели, да бидат со нас, со некој од нас или со некој што може да им помогне, за да добијат поголемо чувство на самодоверба. Сепак се тоа млади лица, тоа може да остави траги кај нив и гледаме да го надминеме сето тоа. Ќе треба, ми се чини, време да се работи на време. Јас би рекла една општа култура по прашање за комуникација со овие лица, бидејќи мислам дека сме и малку назад, но и малку не сакаме да се информираме повеќе за начинот како во комуникација со нив, па некако ги тргаме настрана или ги маргинализираме. Сега вие за тоа чувство на срам покрај од ова лично искуство со секојдневни средби со овие деца, може да ми раскажете и низ призма на ваше лично доживување, бидејќи вашите родители или двајцата беа или само мајката беше? Двајцата со оштетен слух. Вие ми рековте дека навистина тоа во периодот на некој пубертет, детство и така натаму, за вас било и тоа како голем проблем. Така. Значи, потекнувам од семејство на глуви лица, значи тоа е брак склопен на две млади личности кои создале семејство. Јас сум нивната ќерка, имам и брат. Тоа не е нешто невообичаено, но има многу вакви семејства во Македонија и во светот.
Но не е вообичаено моето растање во такво семејство, бидејќи тоа за мене беше нормален критериум на начин на живење. Ги прифатив родителите такви какви што се и многу ги сакам поради тоа и се многу искрени и отворени. Семејното воспитание беше многу добро застапено. Но кога во одреден период кога јас созревав, растев, јас се соочував со многу интересни, да речам, или непријатни моменти. Одредени врсници многу топло ги прифатија моите родители, начинот на комуникација со моите родители. Одредени деца не беа, да речам, доволно информирани, па знаеа да ме осудуваат, па како мене, како и моите родители. Имаше моменти кои многу ми помогнаа во животот, да јас изберам тоа што го работам денес. Значи, ми остава трага во моите сеќавања, значи бев на одредена возраст, да не речам пред пубертет, каде што јас исто така се најдов во ситуација да се формирам лично за себе, да бидам што нели подобра и прифатена од средината. Бев во автобус со мајка ми и автобусот беше полн, многу народ, многу луѓе. Ние се изгледавме сосема нормално и во одреден момент мајка ми сакаше нешто да ми каже, да ми објасни и почна да се разговара со мене со рацете. Јас ова го покажам за да ете сите. Тогаш целиот автобус беа сите очи вперени во нас. Јас малечка се уште несвесна нели како тоа да се справам, се засрамив. Буквално се засрамив и тогаш реков на мајка ми престани, после ќе ми кажеш. За да го прекинам, нели, оној момент кога сите зјапаат, буквално зјапаа во нас, потоа ми беше многу тешко, многу криво. И тоа беше една линија која јас тогаш ја пришкртав и знаев што ќе снимам, што ќе станам кога ќе пораснам. И мислам дека повеќе е проблемот во средината. Да. Да, повеќе средината тука виновна, бидејќи тие луѓе не знаат што овие две мајка и ќерка прават нешто, нели, мафта, да речеме, со рацете. И најверојатно љубопитност, нели, како тоа изгледа нашата комуникација. Може би треба тука повеќе да се работи на јавноста, да се информира медиумите, повеќе да бидеме присутни како начин на комуникација, за да тоа биде вообичаена работа и верувам дека таквите погледи се помалку и помалку ќе бидат нели упатени кон луѓето што зборат на знаковен јазик. Имавте чувство на вина, односно и едноставно обвинување на вашите родители во одреден период кога зошто еве јас морам да се справувам со ова кога можеби моите врсници живеат во навидум, нели? Па нормална средина. Чувството на вина негде испреплетено и на гордост. Самото мое, нели, припаѓање во вакво семејство ми помогна да станам цврста личност, реална личност, бидејќи нормите за нормално семејство јас не ги познавав. Јас едноставно се најдов во такво семејство и тоа беше за мене нормално. Значи дома кај нас наместо звонче немаше звук, имаше светилка. Тоа за мене беше многу нормално. И ред други, нели, пропратни елементи кои се олеснуваат живењето на глувителица. Но чувството на вина се претвори во уврска. Верувам дека и многу деца како мене, чии родители се глуви, се наоѓавме во ситуација да отидеме на лекар, да преведам проблем, да отидеме, сум се соочувала со проблеми за кои јас не сум била подготвена, сум била се уште мала. Се сеќам во СИС на времето требаше станот да се откупува, тоа се некои прашања што мало дете не може да ги прво да ги разбере. Но мораше некој да им помогне, родителите ми сакаа да го откупат станот, па ајде со нас. И јас преведував, па така да се најдов во таква една ситуација, верувам дека и многу други деца како мене. Кога се чини дека пред време раснете. Да, пред време созревавме, пред време ги земавме сите уврски. Помагавме во сите уврски, значи не ги презедовме, него помагавме да се тие решаваат. И сето тоа, значи тоа чувство прерасна во една гордост, во една нова уврска за мене, да јас пораснам, завршам тоа што ќе го завршам, че дефектологијата, да работам тоа што го работам, училиште за глуви и нема да престанам. Да, супер успешни сте. И знам дека со многу голема љубов го работите она што го работите, а знам дека ќе биде од исклучително значење вечерва да се комплетираме што се вели во тимот на оваа тема срам. Ќе ја поканиме нашата прекрасна гостинка која е доктор по локација веќе, завршено се што треба за да може малку стручно да ни објасни на оваа тема, а Ана повторно со специфично презиме Фриц Алт беше Фриц Хант. Добро вечер. Повелете?
сопрузи со специфични презимења и дами со одлични професии и успешни. Анарико, вие сте веќе доктор и може По психолошки науки. така и сосема може подетално да зборуваме за оваа емоција, срамот која имаме. Овде имавме од аспект или зборуваме за нешто што е лично доживување преку одредена состојба, но срамот генерално го носиме сите ние во нас. Сега што е срамот? Прво таму да тргнеме. Па, ако го гледаме како морална емоција, тогаш срамот би рекле дека е чувство кој што се јавува тогаш кога се доживуваме несоодветни на самите себе си, затоа што некој наш многу близок сме го разочарале, можеби, со одредена постапка која што сме ја направиле. И развојно гледано, од тој развојно психолошки аспект, срамот се јавува во детството пред да се јави вината. Значи, вината се надградува на срамот и оно што да кажеме во предучилишна возраст, малите деца би го чувствувале на почеток како срам, подосна за истото нешто, за истата постапка може да чувствуваат вина. Значи, вината е посложена емоција од Имаме ние срам. тука возрастните улога во тоа чувство на развивање на вина од срам? Или? Апсолутно да, затоа што за да се јави срамот, прво и основно потребно е да постои сведок на престапот што сме го направиле, значи на прекршената норма или неиспочитувана, искомпрометирана вредност. А кога се јавува чувство на вина, веќе нема потреба да има сведок, затоа што сме ги интернализирале сите оние вредности, правила, принципи, норми на кои што дома пред се најзначените за нас, а тоа се родителите не учат. Така што ако, не знам, на почетокот треба да ме фатат на дело дека земам пари од новчаник без да прашам, а новчаникот припаѓа на мојата мајка или на мојот татко, и ќе почувствувам срам, подоцна, веќе кога ќе ја интернализирам таа вредност дека не смееме да ги земаме работите кои што не ни припаѓаат нам без прашање и без дозвола, тогаш и при самата помисла дека ако сакам да го направам тоа или ќе направам престап, можам да почувствувам вина. Значи, под степенот на сложеност, срамот е морална емоција која што се јавува развојно пред вината, инаку некаде од втората година или да речеме 18 месеци натаму почнуваат да се развиваат. Може да има ли доблесна црта срамот? Па, секако од аспект на контролирањето на однесувањето, нели, на сочување на однесувањето во некои предсоопштествено прифатливи рамки, оно што првите агенции на социализација најважните кои што ни кажуваат како треба да се однесуваме, како не треба, значи што е добро, што е лошо, што е правилно, што е погрешно се родителите и токму преку пренесување на сите тие вредности, правила, ние не само што го градиме нашиот вредносен систем како поединци, индивидуи, туку ја развиваме и совеста, ја градиме совеста, па потоа таа почнува да функционира како најстрог полицаец на светот, нели, од внатрешен аспект, како грижа на совест кога ќе направиме некаков престап. Така што да, како корективен фактор срамот во некои, да речеме, оптимални граници и оптимален интензитет е во ред да постои. Лошо би било кога родителот би стимулирал постојано чувство на срам и подоцна на вина и за тоа што треба и за тоа што не треба. Тогаш веќе ќе има негативен тренд во развојот, негативно поместување. И сега овде зборувавме конкретно за срамот или Так. средината, за неприфаќање на средината, бидејќи се наоѓаме во состојба која не прави поразлични од останатите, некој наш близок или ние, еве, овде што е случајот реков со гостите, е поразличен од средината, поинаков и тоа прави да бидеме поинаку доживувани и гледани. И мене ми се чини дека и во денешно време сето тоа што имаме стигматизирање на одредени проблеми, состојби луѓе поразлични, е од тоа чувство на, односно срамот тука игра многу голема улога, да вие сте прикриени, не сакате гласно да кажете, не сакате да говорите или едноставно не сакате да се примети воопшто дека кај вас е нешто поразлично. Па тоа е тоа чувство на несоодветност, дека нема да биде прифатен од групата, особено да кажеме веќе средно детство, адолесценција, особено е многу важно за поединецот да биде прифатен од врсничката група.
во адолесценција дури толку многу важно да бидат прифатени од групата, поважно отколку да родителите им одобрат одредено однесување. Значи побитно е за одредена постапка што ќе им кажат врсниците дека е во ред да направат, отколку дали родителот ќе се согласи со тоа или не. Освен ако не станува збор за некоја суштинска вредност, нели, компрометирање на некоја суштинска вредност. Така што гледано од тој развојно-психолошки аспект, разбирливо е зашто би почувствувале срам. Не велам дали е оправдано, дали така треба да биде. Велам само дека е разбирливо. Нели, тоа чувство на несоодветност. Меѓутоа, мислам дека, напротив, сигурна сум дека сите родители, многу, особено оние кои што имаат деца кои што оптимално, нормално би рекла, здраво се развиваат, треба да работат на тоа да уште од најмали нозе ги социализираат своите деца во насока на тоа дека треба да ги прифатиме различните. Не е битно, нели, која е основата. Само така ќе може да се намали таа стигматизација која што е неоправдана кон различните од нас, во овој случај, еве, кон лицата кои што имаат одредена развојна попреченост. Како вие гледате на ова? Како би можело да се помогне токму тоа да се, бориме против тие предрасуди или едноставно да ги доближиме? Па ќе пробам, значи ако нели нешто е табу, и ако нешто си умешан во тоа што е табу, се засрамуваш. Стари, се засрамуваш, затоа што не е оправдано во нашава ситуација, ако е табу тема лицата со оштетен слух и комуникацијата и начинот на кој ни комуницираат, значи тоа ако е нешто табу, значи недоволно познато, нешто недоволно прифатено, тогаш вината мислам дека не е во нас, ние треба повеќе похрабри да бидеме, но не значи дека со тоа ќе го решиме проблемот. Повеќе треба да се збори на таа тема. Повеќе треба да се збори во училиштата, така медиумите, ве вашата телевизија има емисија за така. Што со останатите? Почесто да бидеме присутни. Ја мислам дека тоа ќе направи да биде вообичаена работа, а не табу. И луѓето веќе помалку ќе не стигматизираат, повеќе ќе ги прифаќаат овие глуви лица. Без разлика дали се тоа средношколци, постари луѓе, мали деца и така натаму, како и тие што живеат со нив. Зашто претежно и семејствата околу знаат да го тоа преживеат на многу поинаков начин. Се наоѓале во ситуација да еве дружите или ви се обраќаат семејства кои ќе се најдат во некоја слична состојба како вашата, од условно речено нигде никаде, нели, еден нов момент за семејството, нова здравствена состојба која ве прави, пак ќе речем навидум, поразлични и нивното соочување со истата, потоа нели прераскажување на вашиот пат на борбата да едноставно се чувствувате подеднакво равноправни, еднакви со сите и се разбира вашето дете кое се соочува со погледите на другите или можеби рековме средината во која секојдневно си живее. Па јас многу пати сум се нудел да разговарам со родители кои имаат сличен проблем, да им објаснам, да им кажам од лично искуство што може и што не треба да се случи со детето. Значи, како тој проблем да биде што помал, нели? Но не наоѓам на многу големо разбирање. Едноставно луѓето, знаете како, кога имаме глув човек во семејството, сите пробуваме да му помогнеме. Да што полесно се снајде. Кога имаме наглуво, го криеме. Зошто? Не знам. А проблемот е тука што, нели, во периодот на додека се до училиште, децата, останатите деца може да бидат и безобразни према него. Па болката да биде уште поголема. Го подготвувате за и такви моменти состојби дека ќе има деца па и возрастни кои ќе бидат малку и немилосредни, нели, во средината? Па мора. Нели и кај нас нормалните па не се случуваат такви работи. Нели луѓето се некогаш и безобразни и Дето е она друга страна, сега ќе речеме, на немање чувство на срам. Да, едноставно сакаат со понижувањето према некого да се издигнат себе си. Има и такви луѓе. Да, ги има за жал. Што е со овој профил? Пак ќе речеме на крајност, нели? Да. Срамот да присутени го имаме во одредени граници горе долу повеќе или помалку кај секој од нас, но кај некој се чини како да го нема воопшто. А знаете како психолошките истражувања и литературата на таа тема вели дека дете, поединец, млад човек, возрастен човек, кој што развојно
Значи, постигнал висока самодоверба, високо себе прифаќање, позитивна слика за себе, ги достигнал сите оние барем од просекот нагоре степени на зрелост од аспект на когниција, емоции, морал и така натаму, нема потреба да се наметне себе си да биде прифатен така што ќе навреди, омалуважи, ќе провоцира и така натаму. Мислам дека не треба повеќе да елаборирам на оваа тема, затоа што јасно е, значи, пак ќе кажам дека родителите се тие први кои што треба да работат со своите деца, да ги прифатат различните. И мислам дека на тој начин ќе се намали ако системски се приде, значи она што може да го направи родителот дома како во семејни услови, она што може наставникот како модел позитивен да го направи во училишен контекст и потоа меѓусебната поддршка во врсничките групи, ако системски се приде кон решавање на тој проблем, тогаш мислам дека ќе има и ќе се намали бројот на ситуации, такви непријатни ситуации, да дете кое што има се соочува со таков проблем, че биде исмевано, провоцирано и слично. Почесто возрастните или помладите се срамат од одредена состојба во животот, од искуството, како ви се чини? Па ја би рекла, ради возраста потешко се справуваат со средината што ги осудува. Значи, јас како созревав, така похрабравев и сега нека проба некој нека ме зјапа. Да. Ќе вратам. Ќе прашам што е проблемот. Дали имаш нешто да прашаш? Да, поготвени. Дали сакаш се вклучиш во дискусијата? Да, ќе предизвикам. Значи, мислам дека со возраста, како сме помлади, помалку сме спремни да се соочиме со таков проблем. Еве, еден друг пример ќе дадам. Значи, дете некој во одредена средина, еве, училишна возраст, малку е подебело или носи навчарчиња или така натаму, че е различно од другите деца. И верувам дека средината, децата, по-интелигентните деца, по-развиените, ги смеваат. Тоа дете доживува некој проблем. Са детево, дали ќе плаче, дали ќе врати, дали ќе се истепа и така натаму, значи реакциите се различни. Но со текот на возраста, мислам дека сите созреваат и тој проблем го надминуваат, некој повеќе, некој помалку. Така да мислам дека истото се случи со мене, сега сум ја веќе поборник за глувите лица. Значи, уживам да зборувам за нив, за нивните права, ги барам и така натаму. Каде се обесправени можеби? Се созревам. Каде сметате дека можеби се обесправени? Во кој сегмент? Или што е оно што недостасува генерално за подеднакво лесно функционирање, бидејќи ги заслужуваат? Па, сега во моментот баш и немам некоја идеја, но постојано ако сме присутни, нели, ако секаде сме присутни во сите сегменти. Системски да се приде. Така, да. Кај нас мислам дека имаше во некоја, само да не ме држите за збор, дали беше предучилишна возраст и така натаму, градинка и слично, но во странство тоа функционира и тоа. Како кога на децата им се им пристапуваат, односно им се достапни информации од разгледници и така натаму, до сликовници, до книги кои што ги читаат, кукли со кои играат и комуницираат секојдневно во таа средина, кои се поинакви. И по боја, и по етничка група, и се разбира по некаков можеби недостаток физички, кој куклата го нема, а асоцира на нешто што можеби утре нели ќе му се отслика во секојдневието на детето. И мислам дека еден од принципите кој е одличен за старт во таа најрана возраст, да детето утреден не биде запрепастено, нели, кога ќе се сретне во средината со лица кои се поинакви. Треба да се објаснува, значи треба да им се објаснува, наместо, например, не знам, да ги искараме, не треба да му се смееш и на тоа да заврши, или не треба да го закачаш другарчето. Или не гледај. Имаме често реплика од типот не гледај. Не, тоа треба да се објасни. Значи дека во што е различноста и дека различноста е по таа основа, меѓутоа дека во сите други аспекти, да речеме, сосема добро се функционира и дури некаде може да е посупериорно од другата редовна популација, така што треба да се објаснува. Особено кога имаме помала возраст, деца на помала возраст, треба да им се објасни. Тоа е во суштината на целиот процес на воспитување. Значи, наместо да му кажеш не и да му забраниш, подобро објасни му зошто не треба нешто да направи. Многу е поголема веројатноста
да го прифати тоа, ако му биде јасно зошто нешто не треба да направи. Иако многу пати знае да ни биде полесно да кажеме остави тоа, немој тоа, не прави така, цело време не, а не кажуваме зошто. Че треба да се објасни. Од зошто нешто не би требало да го направи до еве во конкретниот случај пошто се можеме да бидеме различни, што значи да е некој различен во одреден аспект. Значи што тоа би значило. За да може полесно да го прифати. Кога тоа прифаќање и различноста, веројатно заради природата на нешто така е вас дома и затоа што вие поинаку веќе знаете да се носите со сета таа ситуација. Сега веќе кога вашите родители се баба и дедо на вашите внучиња, имаме една друга слика. Сосема поинаква. Ми рековте дека децата нели покрај тоа што се исклучително убаво згрижени и се чувствуваат сакано како и поинаку нели од баба и дедо, тие често знаат да имаат една убава дружба со нивните пријатели, па име тоа како некаков дури престиж тоа што нивните баба и дедо зборуваат поинаку од останатите. Вака, значи моите мајка и татко сега се прекрасни баба и дедо на две дечиња мои. И керката веќе ми е 10 годишна, веќе има одредено има развиена свест за нели баби и дедо дека се глуви. Имаме синче кој е 3 годишно и тоа така нормално. Тоа е за него, бидејќи баби и дедо постојано ми помагаат дома, ми ги чуваат децата. Морам, ете некојаш болни вака така. Да се живи баби и дедо многу ми сервис помагаат, неверојатно се. Број 1. Така и малиот синот разговара со рачињата многу добро. Дури се случува дедо и внукот да се прошетаат и луѓето, внучето исто е глуво. Не, слуша. Прашај го. Татко ми така горделив. И ќе го прашате и он се одговара се. Значи знае кога да примине со говор, кога со раце, значи со баба и дедо збори со раце. А за разлика, нели, Клара исто така растеше, тоа е киркичката моја која многу ги сака нив и многу ги прифати и моите ученици, многу сака да дојде кај мене на работа, го знае јазикот, па толку е некој патрон, ќе кажам, некој славе, не знам, која го пренесува знаењето на знаковен јазик на своите другарки, на своите врснички, знае во училиште да им каже како е, па учат и песни на знаковен јазик. Значи, она е веќе, ми се чини, моја колешка може во едни. Исполнува една одлична мисија. Да. Само, дали младите еве во таа возраст често се среќавате со проблемот типот кога веќе зборуваат со вас дека можеби иднината име проблем да си ја видат, што би биле понатаму, како би се развивал нивниот пат по прашање на исполнување на своите желби, идеи за себеостварување во поглед на професијата и слично? Во однос на себеостварувањето, они се свесни прво во која средина се. Значи, верувам дека еден ден ќе се променат условите во нашата држава, повеќе ќе бидат отворени сите институции за овие лица. Значи, порано беше проблем да се влезе на факултет. Сега веќе тоа го надминуваме. Значи, развојно нашата држава веќе ги отвара портите за посебните луѓе, посебно за категоријава глуви лица. Веќе имаме ученици кои се запишани на факултет, кои студираат, имам и завршена студентка на дефектологија. Полека, но сигурно, полека, значи се отвараат нивните и соништа, бидејќи до скоро, да кажеме, сонот беше да завршам училиште, да најдам работа, да создадам семејство. Добро, тоа не е лошо. Воопшто, но да. Добро, но амбициите беа на малку спуштено ниво. Сега веќе се амбициите подигнати, да кажеме, на повисок стадиум, веќе сакаат да студираат и бираат каде да студираат. На факултет веќе се соочуваат со одредени технички проблеми, комуникацијски проблеми, но се надеваме дека ќе издржат и ќе останат трудолюбиви, дека ќе решливо е тоа. Да. Сега со Да се верува дека да, буквално се е решливо. И тој порив кој кај нив се јавува за желбата да се докажат и само да кажат дека по нешто се само различни, како што рече и Јана, во многу нешта може да бидат и посупериорни. Тоа веќе може да го докажат и го докажале. Имавме и гости апропо муабетов кои се многу успешни во она што сакаат да го прават, а ете, се токму лица со оштетен слух. Какви се амбициите на оние кои се дел од олимпиците, да речем, и кои ви се плановите во скоро време и каде може би најдувате на најголемите проблеми кои ги буткате некако за да овие лица подеднакво се добијат право на себе докажување во сферата на спортот? Па амбициите ни се медал. Како се највисокото место на пиедесталот.
и химната да свири во наша чест. Тоа е сон на секој спортист. Значи, ние се такмичиме во истите базени, на истите терени со сите други. И нашата победа ќе биде исто така вредна на сите други. Доаѓаат се пријавуваат сами, така? Имате... Па се пријавуваат сами и ние одиме каде преку со средното училиште, со основното во Битола контактираме, значи пробуваме децата уште од мала возраст да ги вовлечеме во спортот, за да кога може да одат во средното веќе тука поактивно работиме со нив, да. Најголемиот проблем, како и сегдека во спортот, финансите, за да настап на меѓународни надпревари, за нивно поголемо искуство, за тоа, иначе ќе се снајдеме, ќе успееме. Чекаме, реков со медали, знам дека ќе успеете. Ќе успееме, ќе се снајдеме. Знам дека се една голема и силна волја и онака привршувајќи, дали можеби треба да имаме во образовниот систем нешто што ќе биде во рамките токму на образување на децата од порана возраст, нели, на теми или проблематики, каде што ќе дознаат за срамот, за чувството на вина. Да, дефинитивно дека треба. И колку порано се почне, велам пак, со тој системски период, толку ефектите подоцна ќе бидат поголеми и попозитивни. Може да се, дури не мора да постои ни посебен предмет, курикулум на таа тема, може да се искористи ситуација, дел од одреден предмет, да се споделена приказна за да се излечете поука, да се разговара на таа тема. Значи се може, само ако се сака, има начини секогаш. И потребно е, дефинитивно се согласувам, одговорот на вашето прашање, да, треба да има. Еве вака научно потфативме и споменавме за срамот. Вие убаво ни покажавте дека сте го надминали тоа како чувството на срам и знаете да се живеете сосема лагодно во средината во која се живеете и да си бидете среќни и исполнети. Така ќе ви посекам да биде и во иднина и еве заеднички да малку повеќе им ги отвориме срцата и очите на оние кои имаат предрасуди по било кое прашање или се разбира кон било која категорија на луѓе, која пак е, можеби само навидуме поразлично од нам кои вака ништо не недостасува. Тоа се други теми на разговор кои може да ги отвориме вака и од стручна гледна точка за недостатоците плюс минус за и против. Ќе ви посекам уште успеси во вашите кариери на секое поле. Ви благодарам што вечерва еве допревме токму на оваа тема или зборувавме за срамот. Ви благодарам.